Да, веќе имавме едно кусто интро или тизер за она што следува во продолжение на Слободен печат. Ви ги најавивме нашите драги и ценети колеги во продолжение кои ќе зборуваат за светските случувања. Нема да го изоставиме тој дел и денеска, бидејќи важни се оние настани кои што се случуваат во светот. Благодарам, Александра. Честитки за оној исцрпен извештај што го имавте претходно со колегата Дејан Србиновски. Немаме премногу време, Дејан, да веднаш да поминеме на работата. Има неколку точки кои треба да ги допреме. Едно имаше апсење во Москва, Тимур Иванов, заменик од близок човек на Шојгу, нели, на министер. Близок заменик министер за одбрана во време на војна, апсиш заменик министер за одбрана. Во Вашингтон Сенатот, ако не се лажам, го одобри оној пакет помош во кој покри Украина. Оружје ќе добие Израел, а оружје ќе добие Тајван. Тоа ќе го искоментираме, ај овој првиот дел, уапсено, значи, заменик министерот за одбрана на Русија, за тоа како што велат агенциите биле информирани и Шојгу и Путин, се работи за проневера на пари. Контраобавештајна служба го уапсила. Да, за проневера на пари и за одавање на некакви информации, каде, кога, како, тоа не е се уште познато. Инаку, тој е познат, тој не е од вчера на оваа функција, изминативе 10 на 12 години, важи за висок функционер во администрацијата во Кремљ, дури водеше некаква воена градежна компанија која ги гради оние воени бази руски, не само во Русија, туку и надвор од Русија. Причината е ова, која реков, значи нешто околу проневера на финансиски средства, но веројатно и некакво одавање на некакви тајни, не знам на кого, не знам што уште не е објавено. Во секој случај ова е некакво прво, да кажеме, апсење во Русија на еден овакав висок функционер. Од кога се случуваат овие работи, тоа е веќе 790 ден, ми се чини, на војната во Украина. Зошто баш токму индикативно дека е заменик министер за одбрана, беше заменик министер за нешто друго, може немаше толку да привлече внимание. Немаше и да разбереме, да. Да, инаку Тимур Иванов е познат во нивната политичка јавност дека е обавувал високи функции, така да ова доаѓа као шок. Ќе видиме што е причината. Има многу опции зошто е уапсен, но ете, внатрешната разузнавачка служба, односно контраразузнавачка служба, бидејќи е внатрешна, таа го апсила, ќе видиме наредниот период дали може би се работи за некоја шпиунска афера или може би само онаа варијанта позната, а тоа е позната на сите нас. Да, проневера на финансиски средства, бидејќи сега знаеш ако е раководел претходно таа воена градежна фирма, веројатно пропустите, нели, воените бази имаат своји протоколи, па може би тука има некакви пропусти, а тие се евидентни изминатиот период, бидејќи, еве, Украина нападна. Може се штедело на нешто. Се штедело, можда некои планови излетале лево десно. Помалце шајки се закувани, да. Па по милиметар. Да. Сега, ова во сад, конечно, после 3 или 4 месеци, конечно, нели, воената помош за Украина е одобрена, но тоа што индикативно е дека не е само за Украина, туку Израел и Тајван, тоа мислам дека е една прашање кое што ќе биде многу интересно во наредните. Украина се според некој впечаток, а и според она што можам да го видам, како да се протурка Украина покрај Израел. Чекај, тоа се 61 милиарда, од кои само 8 милиарди кредит ќе директно ќе влезат во Украина. 95 милиарди долари се вкупно одобрени. Не, зборуваме за Украина. Добро. Тоа се 8 заедно 8 милиарди кои во оружје и нешто малку кеш ќе влезат во Украина. Другото е за обновување на арсеналот на американската војска. И сега, тука има неколку работи, што ги кажемо интерес на време. Први помина на варијанта на републиканците и на Доналд Трамп самиот го велеше тоа. Украина нема што да добива веќе помош, ќе доби. Дај, ако сака нека земе заем. Ова е заем, они ќе мора да го вратат. Како ќе го вратат, ќе видиме и кога. Таа е веќе презадолжена Украина. Од друга страна, мислам дека Украина се протурка покрај Израел, ама еве ова за Тајван е веќе изненадувачки као вест. Сега не можеме да очекуваме се и се што, да види ги точкиве. Израел, Украина, само на едно место нема војна, во Тајван. А веќе изминатиот период, јас се ти зборувавме во ова студио, нешто како да се движи сега натаму, почна риториката против Кина. Имаше една опција... Да, има бројки кои што укажуваат на загриженост. Да, имаше една опција да се држи замрзнат конфликт се ова до изборите во ноември, во САД,
па подоцна нешто да се прави. Очигледно проценката сега е дека можда им треба некаква повторно ескалација на нешто тензи за да се одрази врз рейтингот на некого кој е сега во претседателски избори трка, се разбира не зборувам кај нас, него во Тајван, односно во се извинам во Соединетите Американски држави. Ајде да се вратиме за Украина. Украина добива помош, Израел добива помош и веќе најавува офанзива, значи падна риториката не влегувајте во Рафах, не влегувајте во Кан Юнис. Украина се обидува сега да ги обнови своите сили, но во моментов русите имаат една контраофанзива и освојуваат секојдневно гледам по некое место таму каде што треба. Тој клинот што беше во Донецк, како што го нарекуваат воените стратези, украинскиот клин внатре во Донбас, полека е истиснат кај Часов јар, тука се прегрупираат. Се мава Одеса, се мава Харков, најверојатно ќе се оди на кај Днепар Петровск, тоа го велат овие аналитичари, и ако го освојат Днепар Петровск, односно Днипро, како што го нарекуваат украинците, тука ќе се подели фронтот и ќе веројатно тука ќе биде остварена таа воено зацртана цел наредена од врховниот командант, во случајот Владимир Путин. Ќе видиме што ќе направи Украина со овие пари. Малкумина веруваат дека со овие пари нешто може да направи украинската војска, но и овие пари се доволни, а другиве пари за Израел ќе видиме што ќе биде, бидејќи и таму колку и да се надмокне над Хамас, за сега не успеваат да го истребат, да го тргнат скроз, да го истребат, буквално морам така да си знам, бидејќи тоа се терористи. Тајван е многу интересно бидејќи за неколку дена, не сум сигурен кога, Ентони Блинкен, државен секретар на Стейт департментот на Соединетите Американски држави, ќе допатува во официјална посета на Кина и многумина смета дека тој ќе испрати некаков ултиматум да Кина престане да ја помага Русија во оваа глобална војна. Па да, има такви најави, меѓутоа мене малце ми е тоа чудно. Пренатегнато е некако. Па, знаеш, Срđan, не може Блинкен да отиде у 1,4 милиона ската Кина, која е една од трите суперсили, или една од двете суперсили, како сега. Значи, едни велат 3, едни велат 2, но и во двете варијанти се Кина и САД. Како тоа ултиматум ќе отиде на кинезите да им даде, што тие ќе го гледаат и ќе се исплашат. Малце ми тоа се се извештаи на западниве медиуми, кои не ја знаеме кинеската верзија. Ќе видиме, во секој случај нешто се затегнува таму, а повеќе сигурно е дека после изборите Кина е следна, у смисол не да биде нападната, ама да почне таа војна на големите на неколку фронтови со цел сузбивање. Може да има нека прокси војна. Да, прокси војна за сузбивање на кинеските интереси геостратешки. За сега Индија ќути, која треба да биде контратежа на Кина, Индија, која е патем и ривал на Кина, по многу нешта, но Индија за сега игра добро, она еквилибрира, не е со русите, не е ни со американците. Ќе видиме тоа како продава руска нафта. Немаме повеќе време, за жал денеска нели во интерес на претседателските избори мораме да бидеме покуси. Благодарам. Секој ден имаме нешто, така да денеска можеме да посветиме на внатрешна политика.